Apple со важно предупредување: избегнувајте полнење на телефонот под перница. Технолошкиот гигант Apple издаде официјални насоки за корисниците на iPhone со цел да се спречат ризиците од прегревање и оштетување на батеријата при полнење во текот на ноќта. Главниот фокус е на безбедносните навики и просторот каде што го оставате уредот. Топлината е најголемиот непријател. Иако модерните уреди имаат системи кои спречуваат преполнување на батеријата, вистинската опасност доаѓа од топлината. Вентилација. Литиум-ионските батерии природно се загреваат при полнење. Ако телефонот е под перница или во кревет, топлината се заробува, што може да доведе до пожар или трајно оштетување на хардверот. Површина. Секогаш полнете го телефонот на тврда и рамна површина каде што има слободен проток на воздух. Опрема. Користењето на ефтини и несертифицирани кабли значително го зголемува ризикот од краток спој и електричен удар. Како да го продолжите векот на батеријата? За да го зачувате капацитетот на батеријата што е можно подолго, експертите препорачуваат оптимизирано полнење. Користете ја вградената функција која го учи вашиот ритам и ги дополнува последните 20% непосредно пред вашето будење. Златна средина. Најдобро е батеријата да се одржува во опсек од 20 до 80% кога е тоа возможно. Оригинални додатоци. Користете само додатоци со ознака направено за iPhone, кои ги исполнуваат строгите безбедносни стандарди. Заклучок. Компанијата не го забранува полнењето преку ноќ, туку апелира за свесност. Доколку користите квалитетна опрема и го оставате телефонот на безбедно место, ризиците се минимални. Внимателноста е најдобар сојузник во заштитата на вашиот скап уред и вашата лична безбедност. Сателитски снимки ги откриваат тајните на урбаното ширење низ светот. Кинески истражувачки тим ја изработи првата детална мапа со висока резолуција која ги прикажува границите на сите градови и населени места на земјата. Овој проект дава прецизен увид во тоа како човечките населби се трансформирале и прошириле во последните 2 децении. Технологија и прецизност. Новиот сет на податоци користи сателитски наблюдувања со резолуција од 30 метри, пополнувајќи ја големата празнина во урбаните студии. Временски опсек. Мапата го опфаќа периодот од 2000 до 2022 година. Методологија. Со комбинирање на податоци за населението и изградените површини, научниците создадоа рамка која со висока точност ги следи промените на теренот. Доверливост. Истражувањето објавено во списанието Scientific Data Scientific Data потврдува дека ова е една од најсигурните бази на податоци за урбаната експанзија досега. Пекинг наспроти Чикаго. Различни патеки на развој. За да ја докажат корисноста на мапата, истражувачите ги споредија долгорочните промени во 2 големи светски центри. Пекинг. Забележана е исклучително брза надворешна експанзија во последните 23 години. Чикаго. Податоците покажуваат премин кон постабилна и пофиксна урбана структура во истиот период. Зошто ова е важно? Овој јавно достапен сет на податоци е клучен за иднината на планетата. Како што градовите продолжуваат да растат, ваквите мапи обезбедуваат докази за подобро планирање на просторот, заштита на еколошката рамнотежа и промовирање на одржлив развој. Сега научниците можат точно да видат каде природата отстапува пред бетонот и како поефикасно да се управува со ресурсите во иднина.